Минути следуваат за неделна хроника на Прва Скопска. Во денешното издание на емисијата ќе ги погледнеме актуелните случувања од неделата што изминува, а кон крајот ќе ви го прикажеме разговорот со Слаѓана Стаменкова од Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон. Со Слаѓана разговараме за штетноста на пластиката во животната средина, но затоа малку подоцна. Сега ќе посветиме минути на 30-тото јубилејно издание на Саемот на книга, што беше отворено во четвртокот, а ќе трае до 9 мај. Саемот се одржува за прв пат во вип-арената Борис Трајковски, а учествуваат околу 70 на издавачки куќи. Околу 70 на издавачки куќи од Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија се дел од јубилејното 30-то издание на Саемот на книга кој започна денеска и годинава за прв пат во вип-арената Борис Трајковски и ќе трае до 9 мај. Сите што ќе го посетат Саемот на книга ќе може да ги проследат промоциите кои ги организираат издавачките куќи на своите штандови, да ги видат сите нови наслови, но и да набават книги со големи саемски попусти до 70%. Покрај изложбено-продажниот дел, предвиден е посебен простор, така наречен промотивен центар, каде ќе се одвиваат настаните. Редовно застапени на Саемот на книгата и со позитивно искуство се издавачката куќа Антолог, кои што се задоволни од посетеноста на саемите на книга и од големата бројка љубители на книги, како и од тоа колку родителите ги мотивираат децата. Оттаму вела дека преводите се секогаш поактуелни, но во последните години расте трендот и на македонските автори, особено од помладата генерација. Кристина Велевска од Антолог вели дека нив ги препознаваат по жанровската разноликост, а за овој саем во понудата имаат 100 нови наслови од сите жанрови. Генерално се бараат трилери, се бара научна фантастика, се бараат мотивацијски, психолошки книги, класика исто секогаш, љубовни книги. На овој саем на книга имаме речиси 100 нови наслови во однос на претходниот саем од сите жанровски категории. Ана Бучевик е авторка која што ја објавивме во претходниот период и која што навистина има своја публика во Македонија. Овде веќе ги имаме како опција и пакетите книги од неа по намалена цена. Ја имаме биографијата на Лав Толстој, за која што исто така има многу голем интерес, тоа е една култна книга. Потоа имаме доста голем избор на скандинавски трилери, книгите за деца веќе ги споменав. За подобар пристап до Саемот на барање на Скопски саем, ЈСП воведе 2 нови автобуски линии од различни краеви на Скопје, со број 100/1 и 200/1, кои ќе возат до вип-арената Борис Трајковски, а влезот за сите групни организирани посети на ученици ќе биде бесплатен. Работното време на Саемот е од 10 до 20 часот, а цената за редовната влезница изнесува 30 денари. Селото Кучково и општина Ѓорче Петров на 1 мај беа привлечна дестинација за голем број на посетители. Со богата културно-забавна програма, спортски игри, како и традиционално војничко гравче, општината привлече над 2000 посетители на манифестацијата Ден на крстот. Традиционално секоја година на 1 мај општина Ѓорче Петров кај крстот во село Кучково го одбележува Денот на крстот. Оваа година манифестацијата се одржа по 13 пат и е една од ретките од ваков вид. На манифестацијата беа организирани повеќе активности, општо народен собир, учениците од основните училишта од општината учествуваа во спортските игри, богата културно-забавна програма, ликовно катче каде ликовните уметници инспирацијата од богатата природа ја пренесуваа на платно. Она што беше атрактивно за сите посетители е војничкото гравче. Највкусно и најубаво војничко гравче можете да пробате овде, токму на Денот на крстот, кога се одбележува традиционалната манифестација на општина Ѓорче Петров. Оваа година, според информациите од општината, ни кажаа дека подготвуваат гравче за околу 2000 посетители. Оваа манифестација е препознатлива по подготовката на војничко гравче кое се служи за ручек на сите посетители на овој ден. Градоначалникот на општината Ѓорче Петров Александар Наумовски ја поздрави манифестацијата и рече дека и понатаму ќе продолжи да се организира, зашто општината предвидела и неколку проекти за поголемо разубавување на местото и привлекување на што поголем број посетители не само на овој ден, туку и за време на викендите. Навистина треба да се актуализира и ние во наредниот период изготвуваме повеќе проекти
со кој што ќе биде ставено на туристичката мапа на Скопје и на Македонија. Особено тоа ќе значи многу за скопјани, бидејќи представува на многу мало растојание од центарот на градот, место со прекрасна борова шума, со чист воздух. За тоа е веќе изготвен проект со што аплицираме до Светска банка и чекаме за тоа да бидеме меѓу првите со кои што ги добиеме овие средства. Инаку, како што знаете, може видовте кога доаѓавте, дека веќе го асфалтиравме патот до Крстот, за да можеме тоа да го возможиме за таа туристичка атракција и дополнително ни представува можност да ги промовираме нашите вредности овде во Ѓорче Петров. Убавините на Кучково ги посетија голем број граѓани кои 1 мај одлучија да го поминат во друштво со пријателите и семејствата. Неизбежно беше да се сретне скарата, салата, ракија и добра музика. И дали често доаѓаш овде за 1 мај? Да. Ти се допаѓа? Да. Јас често доаѓам и сум жител на село Кучково овде. И моментално све поголем број село се онадоа. Од цела Македонија веќе доаѓа овде више. Порано секој се направи Крстот, еве патот се прошири и многу се Кажете ни дали ви се допаѓа оваа манифестација што се одржува секоја година? Како не, многу ми се допаѓа. Ми се допаѓа и многу убаво, вака скари расположение, многу добро е. Колешката Елизабета пишуваше за состојбата на урбаната опрема, детските реквизити, нефункционалните фонтани и чешми за вода во општина Кисела Вода. Да го погледнеме прилогот. Редовна практика е за време на зимскиот период да се исклучуваат декоративните фонтани и чешмите за вода, со цел да се спречи нивно замрзнување. Но со затоплувањето на времето, истите го враќаа сјајот на парковите, на задоволство на жителите. Барем така беше досега. Оваа пролет фонтаните се уште остануваат исклучени. Ја посетивме општина Кисела Вода и неколку локални паркови, како и детски игралишта. Од тоа што можевме да го забележиме, не само што фонтаните не се вклучени, туку и парковите се во лоша состојба. Жителите на општина Кисела Вода, кои ги затикнавме во парковите, се жалат на негрижа од страна на локалната самоуправа. Како посебно алармантен го истакнуваат немилиот настан од минатата недела, кога чешмата од паркот Пушкин паднала и повредила едно од децата кои го посетуваат паркот. Ваквиот случај не е резултат на несреќна околност, туку пример за занемарување на потребата од одржување на урбаната опрема, револтирано велат жителите на Кисела Вода. Подолг период се потпишувале петиции, се доставувале и барања до општината, со цел да се слушнат потребите на граѓаните, но реакција од општинарите се уште нема. Покрај оштетената урбана опрема, опасноста демне и од електричните столбови, замотани со селотейп. Дали лошата слика за парковите во Кисела Вода ќе успее да ја промени градоначалникот Филип Темилковски? Побаравме одговор од општината, од каде што ни соопштија дека денес ќе биде пуштена во употреба фонтаната во паркот Шопен, а до крајот на следната недела ќе профункционираат и фонтаните во останатите паркови. Во однос на чешмите низ општината, во тек е акција за нивна темелна санација, која е потребна како резултат на несовесното однесување на некои граѓани, кои покрај сите апели на општина Кисела Вода и засилените инспекцијски контроли, постојано ги вандализираат и уништуваат, велат од општината. Веднаш по нивната репарација, тие ќе бидат пуштени во употреба. Што се однесува до детските забавни паркови, општината потврдува дека е запозната со состојбата во која се наоѓаат детските паркови и најавува акција за санација на урбаната опрема и реквизитите на детските игралишта. Она што во последно време ги загрижува граѓаните на Скопје се уличните кучиња кои се уште ги напаѓаат луѓето. Новото раководство на градот Скопје најавуваше решенија за овој проблем, но се уште граѓаните стравуваат дали ќе се стави крај на ова. Пред 2 дена 65 годишен скопјанец околу 11 часот бил нападнат и каснат од куче скитник на булеварот 3 Македонска бригада. Вакви пријави речиси секојдневно има во полициските билтени. Дали конечно ќе се реши проблемот со уличните кучиња? Новото раководство на град Скопје најавуваше нова стратегија: залови, третирај, стерилизирај и врати на местото каде што е уловено, како и проширување и реновирање на единствениот стационар во Скопје Вардариште, кој во моментов има капацитет од 60 кафези. Плановите за подобрување на условите во стационарот Вардариште беа договорени меѓу градот Скопје, стационарот и невладините организации уште при крајот на минатата година.
како заеднички документ на мешовитата комисија, формирана по предлог на градоначалникот. Извештајот на работната група која ја следеше состојбата во стационарот Вардариште покажа дека условите за згрижување и третман на кучињата се несоодветни. Реновирање на стационарот Вардариште, спречување на појавата на неодговорно сопствеништво и неконтролирано размножување на кучињата во домашни услови и чипирање на домашните кучиња се дел од решенијата за да се надмине проблемот со кучињата чиј број е се поголем на улиците и да се спречи напаѓањето на случајни минувачи. Градоначалникот Шилегов во еден наврат кажа дека направена е заедничка стратегија со Сдруженијата и Агенцијата за храна и ветеринарство, која била усвоена на Советот, според која требало да се прошири и реновира стационарот, но се појавил проблем, односно сегашниот стационар бил во градба. Затоа во процедура издавањето решение за легализација на истиот, за да може да се продолжи со развојниот дел од проектот. Од градот информираат дека во меѓувреме тековно продолжуваат активностите за заловување и хуман третман на бездомните кучиња и истите се спроведуваат заедно со партнерите и во рамки на предвидената програма и средствата кои ги предвиде град Скопје во буџетот за 2018 година во висина од 7 милиони денари. Исто така со градоначалниците од другите скопски општини, Аеродром Киселавода, Карпош, Ѓорче Петров и Центар, во преговори се за наоѓање нови локации за изградба на стационари за уличните кучиња. Во градот секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои се продуцираат од луѓето. Односно, малите кутренца од домашните кучиња се оставаат на улица. За таа цел завршена е јавната набавка за 300.000 чипови за домашни миленици, чија цел е да се направи регистар на домашни миленици и при тоа да не може кучињата да завршуваат на улица кои стануваат агресивни и ги напаѓаат луѓето. Од град Скопје за Прва Скопска информираат дека бројот на судски постапки кои солидарно се водат против градот Скопје и јавното претпријатие се движат од 60 до 80 тужби, од кои поголем дел се поднесуваат во есенските и зимските месеци. Глобата која солидарно се досудува во корист на оштетените граѓани изнесува од 60.000 до 180.000 денари, во зависност од нанесената штета и последици по здравјето на оштетените. Град Скопје се стреми со постојните партнери да го реши прашањето на сместувањето и третманот на уличните животни и доколку се вклучи и некоја од скопските општини во било која смисла, тоа ќе биде добро и за благосостојбата на животните, но и за безбедноста и здравјето на граѓаните. Информираат од град Скопје за Прва Скопска. Се повеќе жители од другите градови се населуваат во Скопје, а главниот град се потесен за живење. За да се решава проблемот со пренаселеност во централниот дел на градот, градоначалникот Петре Шилегов најавува проект со кој Скопје ќе го растерети од нови градби. Имено со овозможување на ефикасни сообраќајни решенија до северозападниот дел на Скопје се очекува и населените места Волково и Бардовци да се промовираат кај новите жители на Скопје. Сите патишта водат кон Скопје. Се повеќе жители од другите градови во Македонија одлучуваат да се преселат во главниот град. Скопје постојано се шири, секојдневно никнуваат нови градби. Градот одамна е пренаселен и според некои податоци, во моментов има 30 до 40% повеќе жители од она што го дозволуваат економските и еколошките стандарди. Главниот проблем е во тоа што се уште не се напушта политиката, се да биде сконцентрирана во централното градско подрачје. Најголемиот проблем надлежните го лоцираат во немањето на централна експертска институција, која ќе одлучува што, каде и колку се гради. Како резултат на тоа, некои делови од Скопје, како Дебармахало, Киселавода и Аеродром, стануваат неподносливи и опасни за живење. Генералниот урбанистички план на Скопје е донесен во 1965 година, каде што јужната страна од градот, односно водно и деловите подводно, се најубаво опфатени и најпосакувани за живење. За сметка на густата населеност на јужната страна, северната страна од Скопје е занемарена и недоволно инфраструктурно развиена. Градоначалникот Петре Шилегов во една прилика изјави дека чувствува обврска да го отвори просторот за развој на градот. За таа цел, во тек е постапка за изградба на мостови преку Вардар, едниот кај Керамидница, другиот кај Сити Мол,
кој ќе ги поврзе Злокуќани и Волково. Булеварот Словенија ќе се продолжи повторно до Волково, со што очекувањата на Шилегов се дека северозападниот дел од Скопје ќе стане атрактивен за населување на нови жители. Источниот дел од Скопје, населбите во општина Илинден, веќе интензивно се градат со нови станбени објекти, кои експресно ги населуваат нови жители, најчесто од внатрешноста на Македонија. Таков е примерот и со Андријана од Кавадарци, која вели дека заедно со незиниот сопруг го избрале Скопје поради можноста која ја нуди за градење на кариера и професионален успех. Веруваме дека и останатите нови жители на Скопје од слични мотиви ги напуштаат родните градови и се селат во метрополата, за која Шилего верува дека за неколку години ќе достигне број од 800.000 жители и додека чекаме градот Скопје да ги реализира решенијата за ослободување на Скопје од урбаниот хаос кој му се случува, останува да се снаоѓаме, како што знаеме, со последиците кои ги носи густата населеност, како што се сообраќајниот метеж и аерозагадувањето. Пластиката е најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат броевите или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти кои при секое купување би требало да ги погледнеме? Во последните 50 години се промени начинот на живот, а пластиката речиси ја преплави планетата. Краткорочно гледано, пластиката го унапреди нашиот животен стандард, па дури и ги олесни нашите животи, но долгорочно гледано таа е голема закана за здравието. Според некои податоци, околу 2 милиона пластични шишиња се купуваат на секој 5 минути во светот. Ова покажува дека пластиката е несомнено најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат бројките или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти? Символот е број кој се рангира од 1 до 7 во рамки на триаголник. Овие бројки покажуваат многу информации кои се важни да ги знаеме во врска со токсичните хемикалии кои се користат во пластиката, колкава е веројатноста на пластиката да биде филтрирана. Слагена Стаменкова од Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон вели дека 7 типови кои ги ставаат производителите на пластичните маси при секое купување би требало да ги погледнеме, но тоа многу ретко го правиме. Стаменкова додава дека пластиката со броевите 3, 6 и 7 се најопасни и треба да се избегнуваат, додека символите 2, 4 и 5 се смета дека ова е најбезбедна пластика. Во безбедната пластика спаѓаат и корпите за отпадоци кои се користат во домовите. Стаменкова потенцира дека во нашата земја постојат неколку фабрики за рециклирање на пластика. Првата што доби дозвола е Пакомак, а потоа и Гринтекс. Но сепак еколошката свест на граѓаните треба да се покрене на повисоко ниво, бидејќи во овој момент е на многу ниско ниво за да се селектира дома. Остануваме се уште на истата тема. Во продолжение ќе го погледнеме разговорот што го снимивме со Слагена Стаменкова за штетноста на пластиката за човековото здравје. Пластичната амбалажа која се користи за пакување на храна и пијалоци, кои што ги употребуваме секојдневно под одредени услови, може да биде штетна за човековото здравје и природата. Токму на оваа тема разговараме со магистер Слагена Стаменкова од Сдружение на граѓани Екозвон. Господја Слагена, добре дојдовте во студиото на МТМ и еве задоволство ние што ќе имаме можност да слушнеме нешто повеќе за работата на вашето здружение и се разбира она што не засега сите граѓани, нели, штетноста на пластиката во природата. Прво, добар ден и ви благодарам на поканата, која што ми ја овозможивте барем накратко да се запознаеме. Тоа е широка тема и навистина треба многу да се зборува, но нашето здружение, граѓанското здружение за заштита на човековата средина Екозвон, меѓу другото има и за задача, односно програмска определба за едукација на населението, учениците, со различни видови загадувачи кои што ги има во нашата средина, меѓу кои таа што ја споменавме, а тоа е пластиката. Ние работиме на тој план со тоа да издаваме различни прогласи, соопштенија,
во наредниот период планираме со Сдруженијето да направиме проект со општината баш за едукација на учениците и граѓаните за штетното влијание на пластиката, односно материите кои што ги содржи пластиката, а кои што можат при разградување да навлезат во подземните води и преку тие подземни води потоа во растенијата, животните и луѓето. Ние секојдневно употребуваме пластика и само ќе кажеме дека таа пластика што ја употребуваме никогаш не сме провериле од кој тип на пластика ја употребуваме, а бидејќи таква е и економската положба на нашиот граѓанин, ја реупотребуваме. Иако некои од нив ниту смеат, ниту е потребно да се реупотребат, туку после првата употреба и да се фрлат. Поради тоа постојат 7 типа на ознаки кои што ги ставаат производителите на пластичните маси и кои што при секое купување би требало да ги погледнеме. Тоа многу ретко го правиме. Ова е многу важно да се потенцира, затоа што никој од нас не му текнува кога купува нешто во пластична амбалажа за да го сврти пакувањето и да види, да провери, да. Истото, јас ќе кажам и за себе, се додека не почнавме да работиме на, да кажам, и да ја разработуваме оваа тема, никогаш не сме се сетиле на било кој производ, дали е тоа флаша, дали е шишенце некој, дали е некој пластичен производ, дали е сладолед, пакување, дали е салата, дали е некој друг производ, да погледнеме од долната страна и да погледнеме да видиме што ознака има. Тие ознаки се од 7 видови и означуваат едноставно колку во себе содржи тие отровни материи, кои што потоа при неадекватна употреба се разложуваат, а кои што можат штетно да влијаат на нас, односно на нашиот првенствено хормонален систем, имуниот систем, па дури и да предизвикаат канцерогени заболувања. Затоа во повеќе земји од Европската унија и од светот, например, најповеќе ќе кажам, за флашичките од бебињата се веќе забранети за употреба и детските пластични играчки. Кај нас од 1 јануари 2009 година постои забрана за пластични кеси кои што се даваат во продавниците, но под 5 килограми. Сите што се над 5 килограми може да се употребат, но треба да се плати за нив и тоа сигурно секојдневно сме го виделе. Ако сакаме, не прашуваат да купиме кесичка, кошта толку и толку. Иако сметам дека забраната треба да биде целокупна, затоа што кога се произведува една пластика, потребно е 5 секунди. За користење 5 минути, а се разлага 500 до 1000 години. А можеме насекаде околу нас да забележиме колку пластика имаме и колку свеста на населението, иако знаеме некогаш дека е штетна, сепак треба тоа да се потенцира со различни известувања, со различни трибини, можеби конференции, разговори и така натаму, вакви емисии кои што вие ги организирате. Сепак кога неколку пати, 10 пати например ќе слушнете, еднаш ќе запомните тоа. И поради тоа би сакале затоа што општината Газибаба е индустријска општина, пред се со преку 72.000 жители. Пластика има колку сакате. Би сакале сите тие депонии, пред се оние кои што се недозволени, а повеќето во нив пластични маси, да се исчистат, што беше еден од нашите предлози до општината. А потоа до сите маркети што се наоѓаат на општината, потоа може тоа да се прошири низ целиот град Скопје, да постојат флаери, ознаки со сите тие кои што ги има од 1 до 7, кога купуваме некоја пластичен производ, да се запознаеме што всушност тој означува, односно да го завртиме производот и да погледнеме од кој тип е. Затоа што има производи од
сите тие ознаки двојката, четворката и петката, кои што може да се употребуваат. А сите останати се многу штетни за населението, за граѓаните, за учениците и пред се би сакала да кажам многу штетни се за бебињата, тоа што вие претходно поубаво кажав. подетално можете да не ги анализирате секоја од ознаките што означува. Па најповеќе, например, најсигурни пластики се од двојката, четворката и петката. Од двојката се кантите за отпад што се. И тие би требало да се од тој тип на добра пластика, затоа што секојдневно фрламе отпадоци во нив. Замислете, ние фрламе отпадоци од било кој тип и ако уште самата пластика во која што фрламе биде штетна и отровна за човекот, значи ние имаме двојна штета во нашите домови. А сигурно не сме без само со една канта за отпадоци, сигурно имаме 2-3. Јас тука би потенцирала дека постојат граѓани, постојат фамилии кои што го селектираат отпадот. Тоа е најважниот дел за пластиката, да го селектираме и потоа така селектиран да се собере и нормално да се дистрибуира до определени организации, односно агенции кои што би вршиле рециклирање. Во нашата земја, односно во Македонија, постојат неколку фабрики за рециклирање на пластика. Првата која што ја доби дозволата, тоа е Пакомак, например, и таа и понатаму се занимава со тоа. Гринтекс е фабриката каде што се рециклира, но сепак еколошката свест и на учениците и на граѓаните е на многу ниско ниво за да селектираат дома. Кога веќе ќе селектираат дома, тогаш треба да постојат контейнери и да кажеме на нашите улици, на некое растојание од 200 до 500 метри каде што би се собирала, а потоа истите тие фабрики кои што го рециклираат да го соберат и да го однесат. Пред некоја недела слушнав дека градот Скопје склучиле меморандум за соработка со тие неформални собирачи, да кажам, на пластиката. И тоа е многу убава идеја, која што ќе видиме како ќе вроди со плод, затоа што ако не се тие, сигурно би имале еден куп пластика околу нас. Тоа е за вториот. Четвртиот тип од тие се шишиња, кеси, вреќи, ткенини и мебел, кои што ги имаме секојдневно околу нас. И тоа е сигурна пластика, која што ја употребуваме и најповеќе сигурна е од групата 5. Значи, каде што ќе прочитаме во тој триаголник знакот за пластики, каде што спаќаат, значи, тие се отпорни на температура. Затоа што ако земеме, пред малку баш зборувавме, ако земеме некоја пластика од другите типови, 1, например, 3, 7, која што е најштетна, например, и ја ставиме на сега како што одат, например, температурите повисоки или да ја загрееме, испушта материи кои што се многу штетни, кои што директно влијаат на хормоните во нашиот организам. А ако се промени хормоналниот статус во нашиот организам, тогаш се менуваат многу работи и тоа веќе не е добро. И не можеме тоа да го поправиме ни случајно. Дека тоа ќе се реши, например, многу брзо, нема да се реши. Мислам, се зборува и со години, го знаеме сите проблемот, но сепак цело време треба да се работи на таа проблематика, кога еколошката свест, посебно од најмалата возраст, градинките, училиштата ќе се зголеми, тогаш сметам, ова е лично мој став, дека не би имале многу еколошки проблеми околу нас. Затоа што друго е да видите, например, ученик, сега малку излегов од темата, да видите ученик, например, кој фрла во канта за отпадоци, а друго е да видите ученик кој поминува покрај кантата за отпадоци и фрла доле. Еве вчера ќе ви го кажам, морам да го кажам овој пример, во паркот, значи во градскиот парк. Имале сигурно некоја учениците манифестација. Јас
најдов, значи, кеси, собрав преку 50-60 флашички, пластични. Значи, оставени на клупите, покрај клупите. Многу грда слика тоа дава за самиот градски парк, каде што ќе видите повеќе деца, кои што можат во допирот со нив да влезат различни бактерии и едноставно тие се нежни, мали организми кои што веднаш можат и да бидат загрозени од нив. Потоа, од групата 5 која што можам да кажам, тоа се цевките кои што се употребуваат, контейнерите, вречичките за чипс, амбалажите за маргарин, путер, јогурт и пелените кои што се употребуваат кај бебињата. Да. И мора да биде така, затоа што таман работа тие се уште не разбираат, нити знаат за што се работи, како се работи, но сепак, ете, барем тие производителите на тој начин овозможиле да тие бидат на некој начин заштитени. А тоа што кажав за БПА, односно бисфенол А, која е најлошата пластика од групата 7, порано се произведува флашичките за бебиња. И колку да ги миете, колку да ги превривате, сепак на грлото на самата флашичка остануваат бактериите. И со употреба, со реупотреба нивна, тие бактерии навлегуваат во нашиот организм. Некои од тие бактерии се корисни, ама некои се штетни. И се ние не можеме да предпоставиме кои ќе бидат корисни, кои штетни и да ги одделиме на тој начин. И може тоа да го забележиме и ако употребуваме некоја флашичка неколку пати. На грлото горе ќе забележиме како жолти дамки или од некоја друга боја, тоа значи дека нешто не е во ред. Не е во ред. И поради тоа во некои земји, како што пред малку споменав, се веќе забранети за употреба. И пластичните играчки се. Би било убаво да таа практика што ја има во Европската Унија и во светот ја примениме и ние, како што беше донесена уредба од 2009 за забрана на пластичните кеси. Но сето тоа треба да се имплементира. Така. А колку даде резултати, кога зборуваме за пластичните кеси, кај нас, кај граѓаните, колку даде резултат оваа забрана? Па можете да забележите колку даде резултати. Тоа е веќе пообсежна работа и треба да се види, но сепак кога ќе влезете во некој маркет, можете да забележите луѓе кои што си носат платнени кеси, што е многу попрактично, ќе isперете еднаш, два пати, 5 пати, на крај после 10-тиот пат може да земете и некоја друга. И луѓе кои што носат кеси. Но оние што се над 5 килограми се малку, да кажам, не се толку, мислам, штетни се, но не толку како оние што се на тенките кеси, кои што се бесплатни, кои што секаде ги има во маркети, можете да ги земете и да ги употребувате. Дури луѓето земат повеќе, по голема количина, за да ги употребуваат дома. Може би маркетите би требало да имаат и нека чини тоа некоја цена, нормално, но да имаат да продаваат платнени кесички. Како што има во големите маркети, например, закачано тие платнени кеси. Но никој поминува секој покрај нив, затоа што кошта, например, 20-30 денари, но користа е многу страна. Ако тие 20-30 денари за таа платнена кесичка ќе употребиме 10, 20, 50 пати, например. А овие пластични кесички може со самото излегување, например, да ја истрошиме, да ја не употребиме, да ја фрлиме и така натаму. Значи, треба размислувањето да се промени. И едукацијата, затоа и велиме, едукацијата е многу важен сегмент, за да може да се промени размислувањето кај во таа насока, да сите тие штетни последици од пластиката ги знаат луѓето, а кога ќе ги знаат, да ја применат на другата страна, односно
да употребуваат нешто што барем во помала мера ќе биде штетно за нас. Така, затоа ги правиме овие едукативни емисии, а се разбира затоа постојат издруженијата во кои што сте члени вие, па ќе ги информираме граѓаните, нашите граѓани за да се користи секако што треба. Слагјана, јас ви благодарам за разговорот. Драго ми е што бевте моја гостинка во студиото и што имавме можноста да ги едуцираме или да ги советуваме гледачите на Прва Скопска. Ви благодарам многу и вакви емисии навистина се корисни и секако дека не само нашето здружение, има многу вакви здруженија кои што може би некои други работи ќе кажат кои што ние тука сме ги пропуштиле, но сепак се пак во иста насока на зголемување на еколошката свест и заштита на човековата околина. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму. За крај со порака до вас, почитувани. Внимавајте кога купувате пластика, опасна е по здравието. Ве поздравувам и довидување.